По силното невреме се вратија горештините, а со нив повторно и опасноста од змии кои пред вернежите беа забележувани во урбани и невообичаени за нив средини. Последните денови Скопјани споделуваат видеа и фотографии од змии снимени во централното градско подрачје, низ скопските населби во близина на градскиот парк. Појавата на змии во урбаните средини се поврзува и со запуштеноста и нехигиената во главниот град. Ако скопјани сакаат да се одморат во тревниците на градски парк, постои голем ризик да бидат нападнати од некоја змија. Во Македонија постојат 15 видови на змии, од кои 5 се отровни, а биолозите препорачуваат да внимаваме каде се движиме. Змиите периодов се почесто се видени и покрај кеот на Вардар, покрај зградата на МНР, а бројни пријави за забележани змии има и во другите градски средини, покрај затревените места, густата вегетација и во некои приградски викендици. Ме се плашите ли од наезда змии во урбани средини и тука во градскиот парк каде беа забележани пред неколку дена? Забележав кај позади зграда, така да, се плашам за децата, искрено. Секако дека се плашам доколку има наезда за змии, пошто не можеме со малиот да прошетаме. Кој не се плаши од змии, ама во парков дека сега на ризик се осеќам, не се осеќам, не знам. Се надам нема се намножат. Мислам, ако се намножат, тогаш ќе е проблем. Да, треба градските власти да преземат нешто. Треба да го заштитат народот, затоа што сме небезбедни. Деки често сме овде и го знаеме просторот. Од такво нешто не се плаши. Секако дека се плашам, меѓутоа дали ги има или ги нема во момент, не знам да ви кажам. Има дечиња мали се вртат, а тие знаете како многу се опасни, се сплотуваат со средината. Бојата ја добиваат малтене таа иста кај што се наоѓаат. Не знам што да ви кажам, веројатно нешто ќе се превземе. Зголеменото присуство на змии во Скопје е показател за зголемената градска нехигиена. Алфа телевизија се обиде да добие одговор од град Скопје што превземаат во врска со пријавите за змии во градскиот парк. Оттаму одговорноста ја префрлија на општините во градот. Со законот за град Скопје се прецизно утврдени надлежностите за дезинсекција, дезинфекција и дератизација, односно надлежност за дератизација или постапување во случаи со змии или други влекачи или глодари имаат општините во градот. Во член 15 став 1 точка 4 од законот јасно е утврдена обврската на општините во градот за дератизација и дезинфекција, односно 10 општини се надлежни за дератизација и дезинфекција во населените места на својата општинска територија. Состојбата со змиите во текот на ова лето поради високите температури и топлото време е алармантна, а од Центарот за управување со кризи постојано стасуваат апели граѓаните да внимаваат. Служба за заловување на влекачи кај нас нема.